Разговараме со Атанас Милошевски од фирмата Плимонт. Кажете ни нешто во кратки црти за вашата фирма. Па, најпрво би сакал да се заблагодарам што дојдовте, да се запознае малку народ во Македонија, пошто од државата малку информација да добиваат преку медиумите за предносите на автогасот. Плимонт работи веќе 10 години со автогаз. 2 години имаме представништво во Белград, каде што исто монтираме плински уреди. Вие сте директни увозници за одредени автоплински системи. Кажете ни нешто повеќе за нив. Ние сме директни увозници на Ланди, Рензо и Ловато. Значи, тоа се уреди со реноме, историја и сега за сега многу добро се покажани и на нив остануваме. Кога и како се одлучивте да работите пошироко со одреден вид на плински уреди? Па, како што веќе реков, Плимонт работи веќе 10 години. Сме работили најразлични уреди. Секој уред си ја врши функцијата, меѓутоа кога ќе дојде време за негово одржавање, за нашиот плин највеќе одговараат уредите кои веќе ги спомнав, Ловато и Ланди, Рензо. Кои се техничките мерки што треба да се запазат кај возилото пред да биде инсталиран плинскиот систем? Возилото треба да е исправно. Плинот е алтернативно гориво, многу е осетливо на моторот, на деловите од моторот. Кај карбураторите нема некое посебно одржавање, додека кај возилото со директно бризгување зависи од возилото. Тоа на лице место ги проверуваме возилата и кажуваме на муштериите. Сега, дали е неопходна обука некоја и усовршување во странство за поставување и работа со најновите, системи за плин? Најновите системи за плин се плински уреди 2 години постојат. Многу електроника, многу софтвер, значи мора. За нив мора, тие се многу осетливи на електрониките од возилата. Тие се препорачуваат за новите возила, кај што старите прават проблеми на софтверот од бензинскиот компјутер. А дали вие на некој од овие семинари или усовршување во странствено веќе сте ги посетиле? Да, секој семинар кој се одржува во Белград, таму е поголема држава, овде не е многу интересно за италијаните, да кажеме. Јас ги посетував, намонтиравме на нашите автомобили прво, ги испитавме нешто така колку да почнеме. Сега веќе ги вградуваме, има веќе година дена, одлични се, нема проблеми. Доколку има проблеми, контактираме со Италија и во принцип нема на тие системи. Сега кажете ни нешто за основните делови, значи на еден плински систем и каде тие се поставуваат. Плинскиот систем се состои од повеќе делови. Значи, во принцип, ја би ги набрел на еден карбураторски автомобил, бидејќи кај автомобили со директно бризгување е малку сложено, зависи од автомобилот. Основните делови се резервоар за плин, кој се монтира во багажниот простор, зависи од мушеријата, тие се многу различни. Има многу различни типови или тражи и облици и димензии. Зависи од клиентот, дали му треба возилото за долги патишта, дали го товари. Цевките од плинскиот уред идат под возилото, према моторот и према задниот дел. На задниот дел од возилото се монтира полначката, каде што се полни резервоарот. Предниот дел се монтира плинскиот вентил, кој го запира плинот кога возилото е на бензин. Бензинскиот вентил, кој го запира бензинот кога е на плин. И тука срцето на плинскиот уред, тоа е испрвачот, кој го регулира притисокот. Значи, од тие некои си 2-3 бара, во боците резервоарот е 12 бари, доека стигне до испрвачот паѓа на 2 бари, од испрвачот према моторот иде на 0,5-0,7, зависи од моторот, зависи од возилото, тежината и така натаму. И прекидачот за
гориво кој се монтира во кабината, каде што возачот многу лесно може да регулира со горивото на кое сака да се движи. Сега, што е потребно по поставувањето на еден плински систем да се направи од ваша страна? Значи, по монтирањето, прво се проверува на пропускливост. Конвенционална метода со сапуница. Доколку е сомнително, имаме електронски уред кој го регистрира плинот во атмосферата. Ми ја штилуваме колата на гасен изатор. Една пробна вожња правиме, возење. Потоа уште едно пробно возење со клиентот, доколку е задоволен, тоа. Сега, кои се предностите на плинскиот систем, да ни кажете, и нешто за еколошкиот момент, кој исто така многу важен? Да. Значи, предностите се, во Македонија се знае, малата потрошувачка, доаѓа скоро 2 пати поевтино од бензинот, маслото трае 30% повеќе во моторот, не ствара гареж при согорување, како бензинот. Бензинот е јаглеро-водороден елемент и со тоа значи подолго траење на векот на моторот. Еколошкиот аспект е многу интересен, меѓутоа на запад. Овде кај нас не се обраќа големо внимание на тоа. NOx частиците се намалени за 80%, што е многу важно за екологијата. Сега кажете ни што треба да знае корисникот кој веќе има вградено еден плински систем во својот автомобил? Корисникот најосновно е да знае како да раководи со него. Значи, важно е како да се префри возилото од бензин на плин. Тоа тука му се објаснува. Кај карбураторските возила сугестија е да ги возат дека не почне да трошат. Ако почне да трошат, треба да се дојде на контрола. Кај возилата со директно бризгување, важно е кабелите и светиците за висок напон да се не постари од 15.000 км. И наша препорака е знаат и сами да штелуваат и од кој ќе се направи проблема да дојдат. Значи подобро е проблемот да се спречи прво, отколку да се лечи покасно. Подобро е да се спречи отколку да се влоши, доколку сами испитуваат. Сега уште едно прашање. Дали вашите плински уреди поседуваат атест и која е процедурата за добивање на исти? Нашите плински уреди поседуваат атест од Министерство за економија и машински факултет. Значи тие поминуваат на атест. Атестот го врши машински факултет. Процедурата е да од кој ќе се намонтира возилото, ние му даваме комплетна документација што му е потребна за да се изврши атестот. Клиентот треба лично да иде во некој технички преглед на шалтер, да се земе упат за намашински, потоа во полиција, уште еден упат за намашински, и со тие два упата на машински факултет се закажува и се проверува монтажата на уредот, дали е по европските закони, пошто кај нас тие се одредени, во принцип нема проблеми. Благодарам за информациите и доведување до наредната прилика.